како пее, песни топли, срце грее. Секој миг е нова боја, радио Пела е твоја. Слушај, слушај, радио Пела, гласот што со љубов дела. За семејство и за душа, надалеку што се слуша. Радио кое се... Почитувани, добар ден и добре ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Локалната акцијска група ЛАК Агро Лидер Кривогаштани во општините Крушево, Кривогаштани и Долнени е во тек на спроведување иницијативи, каде во центарот се жените, нивните ставови, барања, можности и капацитети. Со Даниела Цветановска и Италија Петреска, добро познати на јавноста како граѓански активистки, ќе разговараме токму на оваа тема. Какви пораки упатуваат жените од руралните средини за нивната улога и капацитети во локалните заедници и кои се начините тие гласови да вродат со решавање на конкретни предизвици. Интересен е насловот на проектот "Жените го преземаат водството во локалните заедници". Добре ни дојдовте. Во текот на вчерашниот ден имаше информација дека жените предначат во однос на образованието, бидејќи има многу магистри и доктори на науки. Јас се надевам дека тоа ќе го постигнете и со вашиот проект, жените да земат водство во локалните заедници, особено кога станува збор за рурални заедници, кои што многу повеќе знаат што значи да се живее во машки свет. Сакам да чујам за овој проект многу повеќе, бидејќи се спроведува во општини каде што жените имаат потреба нивните пораки, нивните гласови да бидат чуени. Зашто поконкретно станува збор, да чуеме Талија. Најпрво, благодариме за поканата и интересот за оваа навистина специфична тема, бидејќи Издружение ЛАК Агро Лидер од Кривогаштани веќе втора година го имплементира проектот за гласови на руралните заедници, односно за јакнување на жените за локално застапување. И како што споменавте, тоа е името на грантот, а проектот е "Жените го превземаат водството на локално ниво". Овој проект е реализиран од страна на Квина тил Квина, понатаму акција Здруженска и Здруженијето Мајка, а е финансиран од делегацијата на Европската Унија, а кофинансиран од Шведска. Проектот Здружение ЛАК Агро Лидер го реализира во трите општини Крушево, Кривогаштани и Долнени, меѓутоа не во цела општина, туку само во по едно населено место од овие општини. Во општина Крушево е избрано населеното место Бучин, во општина Кривогаштани е избрано населеното место Бела Црква и Воѓани, а додека пак во Долнени е избрано населеното место Дебреште. Сега, сето ова почна пред повеќе од една година да се реализира овој проект и конкретно да се работи само со жените од овие населени места, при што најпрво беа избрани аниматорки од секое населено место, кои што требаше да ги активираат жените, се со цел да се создадат еден вид на женски кружоци во секое населено место. Тие женски кружоци би требало како што беше планирано по проектот, да бидат водачи на сето оно што ќе се случува во тоа населено место. Имаше организирано голем број на обуки за зајакнување на капацитетите на жените, посебно на овие жени од рурални заедници, кои што имаат најпрво недостаток на образование, недостаток на здравство, на патна инфраструктура и голем дел други проблеми кои што ги имаат во секое населено место, меѓутоа проблемите од едно до друго населено место во руралните средини не се исти. Секое населено место си има своји специфични проблеми. Имавме голем број на средби во секое населено место конкретно. Понатаму се реализира голем број на обуки, се со цел за јакнување на капацитет да можат да ги изработат тие иницијативи и секое населено место да има свое барање, за да дојде крајниот резултат на застапување на секој од тие женски кружоци пред советот на општината и пред градоначалникот, се со цел да бидат презентирани барањата на жените кои што ги имаат пред секое населено место и пред својата општина. Сега конкретно
Даниела ќе ви каже за резултатите кои што беа постигнати од ова еден вид женско застапување, што за нас навистина беше голема чест од причина што голем дел од тие жени, да не речем скоро и сите, за прв пат влегоја во општината, за прв пат застанаа пред советот и за прв пат кажа некоја иницијатива која што има во тоа место и како со кои резултати цел резултираше таа нивна иницијатива. Даниела, многу често разговараме за активностите кои што ги преземате како организација и сте присутни многу во регионот и во Македонија. Но имам чувство дека оваа иницијатива, овој проект навистина е многу поинаков од сите останати, бидејќи станува збор за средини каде што барем во разговор со тебе имаш спомнато дека многу сме горди заради тоа што поттикнавме нешто кое што недостасувало во тие средини. Со кои проблеми се соочуваат жените од руралните средини, од селата кои што вие сте ги посетиле, сте разговарале и лично сте се запознале со тие жени тamo? Видете, се оно што ние го имаме во урбаните средини и што мислиме дека е сосем нормално и треба да се има, кога одиме во руралните средини, особено во некои поспецифични населени места, гледаме дека тоа го нема и дека тоа е всушност оно што го бараат, а тоа е основно право. Значи, пристап до чиста вода за пиење, еден од најголемите проблеми. Пристап до канализација, пристап до чиста животна средина, доволен број на канти за отпадоци и контејнери, организирано одлагање на отпадот. Пак ја спомнам, се она што ние сметаме конкретно тука во Прилеп дека го имаме и ни е достапно и реално го имаме, се уште има луѓе и жени кои што го немаат тоа, а се основни човекови права. Некако се тргна од таа иницијатива, од тоа размислување дека секој има право, како што имаат жените и девојките во урбаните средини, истото треба да се реплицира и во руралните средини. Ги одбравме овие населени места не со некоја специфична причина, меѓутоа чисто да видиме различни географски положби, различни националности на жени, македонки, албанки, турчинки, жени, населени места, некои се поблиску до општината, некои се подалеку, значи да ги видиме тие специфични, поспецифични карактеристики и потреби кои што ги имаат жените. Генерално, различни се, но сепак преовладува она заедничка потреба од пристап до образование, пристап до социјални услуги, пристап до чиста вода за пиење, пристапни улици, добра инфраструктура, пристап до институциите, исто така многу битно, но секако секој населено место има различни приоритети. Например, конкретно во населеното место Бучин, екологијата, животната средина беше приоритет ставен на врвот. Во населено место Дебреште, неплатената грижа и недостатокот на градинки или дневни центри беше ставено на врвот од приоритетите. Во Воѓани и Бела Црква, недостатокот на канализационен систем до сите куќи беше ставен на врвот. Не дека немаат и други потреби. Имаат, меѓутоа кога правевме приоритизација на овие приоритети, овие се истакнаа како најважни, најголеми и приоритети кои што ги засега сите, а посебно жените. Зошто го кажувам посебно жените? Затоа што приоритетите на мажите и на жените во едно населено место не се исти. Недостатокот на јавно осветлување него засега исто еден маж и една жена. На жената ја страв после 8-9 да излези, ако нема јавно улично осветлување, а на мажите тоа не има проблем. Мене ме интересира во однос на вклученоста на жените, бидејќи овие 4 практично населени места, села кои што се во трите општини, се навистина големи и едни од најголемите во тие општини, но возрастната група во која возраста со која што пристапуваат жените од тие средини, од до, имали барам некоја интересна информација, бидејќи спомнавте дека има вклучени жени од различни возрасти. Која е најмладата, која е највозрастната?
И дали се вклучуваат, бидејќи се вклучила нивна пријателка или роднина, или чисто побудени од своји Тоа лични? беше интересно, бидејќи од секој населено место најпрво требаше да имаме по една-две аниматорки кои што треба да ги анимира жените за да се создаде тој женски кружок кој најпрво требаше да брои 5 жени. И еден вид како страмежливо се приклучија за да ја имаме таа бројка од 5 на првите иницијални средби, меѓутоа како поминуваше времето, беа се побројни и побројни, што на последните иницијативи пред овој месец кои што беа реализирани во секој од населените места, секоја иницијатива броеше по повеќе од 30 жени. Од 30 до 40 беше бројката на жените во секој од населените места. Со тоа што буквално беа опфатени сите, и малолетни кои што учат средно образование, меѓутоа не во нивното населено место, бидејќи нема средни училишта во овие општини, значи учат во Прилеп или во другите градови околу Битола, Крушево, кои што гравитираат овие општини, меѓутоа не беа исклучени и девојките од 15-16 години, како и повозрастните жени дури од 60-70 години. Значи буквално беа опфатени сите и беа и толку среќни, мислам во текот на разговорот ќе ги видите и видеата и нивните изјави, бидејќи достојан никој не ги побарал. Никој не побарал од нив да бидат слушнати, никој не ги прашал за нивните потреби. И едноставно од толку стремежливо по 2, 3, 4 дојдовме до бројка 30-40. Морам само да дополнам, највозрастната жена беше 83 години и еден случај, кога појдовме директно кај неа, кажа, јас 83 години, никој досега не ме прашал за ништо, не сум кажала за ништо. На прашањето дали некојаш била во општина, па може би пошла неколку пати во животот, ако сопругот незен не бил тука. Инаку воопшто никој ни ја посетил, ни ја прашал, ни ја слушнал. 83 години. Тоа многу значи, Да, бидејќи навистина можат да кажат она што им треба, што им недостига, но и уште една работа што е многу важна, да се здружат и заеднички да делуваат. На крајот на краиштата, чинам дека целта на овие иницијативи е токму тоа, бидејќи заедничкото мислење понатаму гради и заеднички ставови и можности да се делува и да се застапува одредена локална заедница. Да чуем нешто повеќе за иницијативите кои што ги започнавте. Станува збор за 3 иницијативи кои што беа посветени во различни од населените места. Како се одвиваат тие и на каков начин ги реализиравте, што е целта на тие иницијативи? Здружувањето и мобилизацијата на жените, како што кажа, во секој населено место е различно и затоа според тоа ние заедно со женските кружоци и со аниматорките размислувавме кои иницијативи се најсоодветни за жените во тоа населено место. Па така во текот на март проведовме 3 такви формални, да кажам, иницијативи. Првата иницијатива беше наместо цвеќе права, тивка порака со силен глас, која што се спроведуваше во населено место Бучин. Поентата на оваа иницијатива беше да се соберат жените на еден марш, на женски марш, кој што ќе го отсликува од една страна значењето на 8 март, меѓутоа не 8 март само како денот на жената, туку 8 март како потребата од основни човекови права, од слобода и од еднаквост. Тоа беше главната и мојкна порака која што ја донесоа жените од населено место Бучин. При тоа на тивок марш, без музика, со транспаренти, но без никакво зборување или никакви гласни повици, се посетија куќите во населеното место, се посетија жените. Паралелно додека траеше маршот, се вклучува и други жени, дел од жените кои што беа посетувани и наместо да им подаруваат цвеќе, нели што е символот на 8 март, им подарува картички со пораки. Значи пораките беа мотивирачки и за да ги вклучат и самите жени да се чувствуваат самоуверено и да бидат мотивирани да се вклучат. Например, некој од пораките беше руралните жени имаат глас. 8 март е обврска, а не украс. Почит не е подарок, туку е политика. И јас имам право да одлучувам. Жените во руралните средини имаат што да кажат, значи низа на пораки кои што им беа дадени на жените во
во населено место Бучин и навистина имаше голем одзив и голем интерес за се тоа, како што кажа Талија, со оглед на тоа со колку мала бројка почнавме, а до каде стигнавме за една година, можам да кажам дека ова веќе не е проект, туку ова е процес, еден целосен процес што веќе се жените зајакнати, веќе знаат што сакаат и како можат тоа да го постигнат. Јас ќе предложам од техника Никола да пушти едно од видеата посветено токму на овие пораки што се однесуваат, а иницијативата е за по повод 8 март, нели, во очи на 8 март, но наместо цвеќе, тоа значи нешто друго и тоа се пораки упатени од руралните жени. Ајде да ја чуеме пораката. Овој марш значи многу повеќе од еден ден во годината. Ние не бараме внимание, туку еднакви услови за живот. Пристап до лекар, безбеден превоз и можност да одлучуваме за нашата заедница. Наместо цвеќе, даваме порака дека нашите права не се подарок, туку нешто што ни припаѓа. Тоа беше пораката упатена наместо цвеќе, порака, односно барање, заради тоа што има потреба за жените во руралните средини. Ова се одвиваше како еден вид на марш. Тие барања, тие пораки, каде понатаму се упатуваат и што понатаму со нив? Тие барања беа упатени и до советот на општината, и до соодветните институции, и до градоначалниците конкретно и до градоначалникот на оваа општина. Преку формализирани барања, жените го побара она што сакаат општината да го направи во тоа населено место. Како што кажав, во Бучин приоритетот за чиста животна средина, чиста околина беше најважен, па затоа после доставувањето на барањето во општина, средбите за застапување кои што ги има жените во советот, во одделенијата на општината кои што ги подготвуваат програмите и со градоначалникот, општината заедно со комуналното предпријатие излезе на терен, иако тоа не беше во програма и во буџет на самата општина во 2026 година, излегоа на терен и го направија она што го побараа жените, односно го изчистија каналот кој што создаваше поплава, миризба, но и поплава, каде што сведоци сме на последните поплави кои што се случија таму, беше баш поради нечистиот канал и дополнително непријатната миризба. Значи, општините, институциите се отворени, сакаат да видат, сакаат да слушнат нешто што произлегува од самото население во различни населени места. Рековме кога сме кај застапувањето, а ова е практично еден вид на застапување, бидејќи една неформална група застапува заеднички права и се бори тоа да се постигне во одредена локална заедница, но исто така здружувањето е многу важно. Би сакала да проговориме и за втората иницијатива, која што беше насловена како Цветен круг. Многу интересно, зошто Цветен круг, што е идејата, што е целта на ваквото здружување? Конкуренција не, туку здружување и заедничка соработка. Што значи тоа? Нашата цел беше во секое населено место да биде организирана по една иницијатива. Меѓутоа, иницијативата да не им биде наметната од наша страна, меѓутоа истата иницијатива да биде произлезена од нив. Секако, иницијативите беа реализирани со наша помош и поддршка, меѓутоа, сепак да произлегува нештото од жените, да биде блиско до нив, за да можат сами да го реализираат и да разберат што сакаат да постигнат, за да можат сето тоа да го реализираат со своји можности, со своји цели, со свој труд. И тоа беше многу интересно, бидејќи, пак ќе спомнам, во секое населено место сите имаа различни потреби или различни проблеми кои што сакаат и му беа приоритет истите да бидат решени. Сега втората иницијатива беше во населеното место Бела црква, меѓутоа тука се двете, Бела црква и Воѓене, бидејќи се едно до друго населено место и сметавме дека се поголеми од каде што можат да се мобилизираат повеќе жени, истите го реализираат тој Цветен базар. Жените сака едноставно да бидат економски зајакнати, односно истите подолг период ги спремаа своите рачни изработки. Имавме цветни аранжмани од живо цвеќе, од суво цвеќе, миризливи свеќи,
Имаш исто така разни јадења кои што беа направени конкретно тој ден и сите тие беа изложени на цветниот базар, изложени нормално за продавање. Средствата кои што беа собрани од овој базар, од тој ден, беа заеднички собрани и употребени за заеднички цели. Исто така по завршувањето на овој базар беа доставувани исто така и пораки. Имаше зид на пораки каде што секој од жените, не само жените кои што го организираа овој цветен базар, туку и присутните жени, што навистина бројката 50-60, не знам, навистина беше преголема бројка, беше доста добро што и времето беше многу убаво тој ден, сончево, и беа дојдени буквално мајки, баби со мали деца, преголема посетеност имаше на овој базар и целта или пораката која што сакавме или жените сакаа да се слушне економското заекнување. Значи, како заедно сме посилни. Јас би сакала да го чуеме и да чуеме и другата порака која што ја имаме од една од жените во руралните средини, поврзано со овие иницијативи, а додека Никола се обидува да можеме, ајде да ја чуеме. Јас сум Маријана Пасковска. За нас од селото Цветен круг не е само место каде што ги изложуваме нашите рачни изработки, туку место каде што првпат се чувствуваме видени и слушнати. Овде не се надпреваруваме, туку си помагаме, учиме една од друга со секој продаден производ. Не добиваме само приход, туку и самодоверба дека можеме повеќе. А преку пораките што ги оставаме, конечно имаме глас што може да стигне до оние што одлучуваат за нашето секојдневие. Тоа беше една од пораките. Јас се надевам дека сите овие пораки ќе стигнат онаму каде што треба, до граначалниците, до тројцата граначалници, советите, за да можат тие веќе да влезат во одредени програми каде што има потреба да се застапува, односно да се остваруваат основните човекови права на жените во тие средини. Има уште една иницијатива која што ја спроведувате, која е таа и на каков начин, во кое населено место ќе се спроведува? Јас сакам само да потенцирам нешто од претходните изјави, видеоизјави кои што ги имавме. Значи, видете, клучната порака конечно да бидиме видени и слушнати. Значи, на жените им треба тоа, конечно да бидат видени и слушнати. Некој да дојди и да ги праша, или ако веќе никој не доаѓа, сами да се мобилизираат и да отидат и да ги искажат своите ставови, своите мислења и тоа што им е потребно. Мислам дека ова е многу мојкна порака, која што некако треба да ни биде водилка за понатамошниот развој на ова наше демократско општество. Третата иницијатива која што се реализираше е во населено место Дебреште, во општина Долнини. Таму е специфично бидејќи имаме повеќе националности, македонки, турчинки, албанки и некако беше поголем предизвик да се работи со оглед на тоа дека таму и традиционалните норми и ставови се уште повеќе присутни за разлика од другите населени места, меѓутоа ете низ различни начини најдувавме како да ги мобилизираме жените, како да ги активираме и сами да си ги одредат нивните приоритети. Во Дебреште најголем недостаток е на жените посебно е недостатокот на градинка или приватен дневен престој каде што би можеле да ги остават своите деца и дополнително неплатената грижа за возрастните, за старите изнемоштени возрастните лица. Затоа преку една информативна кампања, односно дискусија, трибина, се собраа околу повеќе од 30 на жени од Дебреште, кои што зборуваа со раководителките на секторите од општина Долнини. Значи, одговорните кои што ги прават политиките, кои што ги политиките на локално ниво и ги креираат програмите. Прв пат се случуваше ова жените воопшто да можат да разговараат со жени кои што работат во општина Долнини и при тоа тие си ги изнесоа нивните потреби.
генерално, како што кажав, сакаат градинка и сакаат или дневен престој за деца, кој што секако може да биде јавно-приватно партнерство, но исто така и грижа, некако вид на поддршка или иницијатива за грижа на старите лица. Ако претходно зборувавме за економското зајакнување на жените со иницијативата во Бела Црква и во Воѓани, тука ја немаме, бидејќи жените, иако голем дел се и образовани, немаат можност да почнат со работа, поради тоа што ги немаат основните услови, односно целосно се препуштени на оваа неплатена грижа. А веќе сведоци сме во другите земји, веќе започна законски измени и регулативи на сите оние жени кои што чуваат деца, кои што чуваат стари изнемоштени лица, државата да им обезбедува пензија. Значи, ние сме на почеток на сето ова, битно е дека можеме да почнеме и почнавме веќе да одиме чекор напред кон тоа, зашто неплатената грижа е 100% работа, не е 8 часовна работа како во институциите на работните места, туку е 100% на работа 24/7. И тие жени заслужуваат секако да бидат некако мотивирани, поттикнати или да имаат простор каде да ги остават нивните деца, па да можат економски да придонесуваат во семејството и во општината, или пак да имаат некакви субвенции од општината, од државата, за да може некако да се компензира цел тој труд, барем да биде некако платен. Морам да признам, едни од најинтересните иницијативи што досега граѓанскиот сектор ги воспоставил овде во регионот кај нас, и многу се радувам што на крајот главната цел е жените од руралните средини да бидат видливи, да бидат слушнати и нивните иницијативи да можат да се реализираат. Токму тоа сакам да го прашам. Како бевте примени од страна на локалните институции и дали овие иницијативи, овие барања, овие законски измени кои што еве на некој зачеток што сега спомна Даниела се и може да се востанува, но ајде како бевте воопшто разбрани од страна на локалните институции, бидејќи некогаш е тешко да се допре до граначалникот, општинските служби, да им се објасни, а плюс тоа е дополнително да може некој од тие иницијативите дури и да влезе во програмата да се реализира во одредената општина. Сметаме дека успехот е во здружувањето. Колку сме побројни, толку сме погласни. И сега разликата е во тоа што доколку една или две жени би отишле кај градоначалникот да застапуваат за некаков проблем, тоа е малку индивидуално, бидејќи тоа е проблем само на таа една или две жени. Меѓутоа, доколку се здружиме 30-40 жени од едно населено место и направиме приоритетна листа на проблеми, нели, кој е на прво, второ, трето место, и сето тоа да го направиме во еден документ, не официјален на највисоко ниво, меѓутоа сепак документ кој личи на документ. За сето тоа им требаше доста помош на жените, бидејќи сепак зборуваме за жени кои што и никогаш во животот немаат влезено во општина, ниту па имаат некакво барање доставено до некоја институција, сепак им требаше помош околу овој изработка на овој документ и помош околу застапување. Меѓутоа, сепак на документот е напишано дека го изработила група на жени или женски кружок кој што брои 30-40 личности. Сепак има поинаква тежина и сепак има поинаков удел тоа застапување кога одат 3-4-5 жени, нели, сепак зборуваме градоначалникот не може да појдат сите, меѓутоа тие кои што одат да бидат спремни на кој начин да ги презентираат проблемите од таа приоритетна листа, колку проблеми да се презентираат пред градоначалникот и како да ја постигне таа своја цел. И тука сметам дека постигнавме навистина голем успех, посебно тоа што некои од проблемите влегоа во програмите и веќе се реализирани во оваа 2026 година. Ние го сметаме сето ова за наш голем успех, а исто така уште поголем успех за тие жени. Пак ќе спомнам дека зборуваме за жени кои што воопшто и не излегле од кругот на своето населено место, па камоли да одат во општина или да застапуваат
објавуваат пред совет или пред градоначалник. И за нив сами беше сето ова успех, бидејќи еве пак мора да споменеме за различните населени места и различните традиции таму, конкретно во Дебреште многу е мал бројот на жени кои што одат на родителска средба во училиштето. Значи премал е бројот, да не речем можеби една, можеби ни една. Тоа е традицијата дека на училиште, на родителска средба одат мажите. Нема жени на родителските средби. Тоа беше првиот проблем и од видеата и од сликите може да забележи дека ние ги доведовме жениве да дојдат во училиштето, што навистина образовната институција, училиште е прво и најморално место каде што може да се соберат жени. Меѓутоа сепак условот беше да нема ниту еден маж. Затоа едноставно со тој изговор не го поканивме градоначалникот, наместо градоначалникот на општина Долнени присуствува жени раководителки на сектори во општината вработени. Понатаму беше проблемот во Дебреште исто така што жените не смеат да одат во продавница. Жените не смеат да одат во кафич, во ресторан. И тоа беше првата иницијална средба за жените од овој регион, значи од Крушево, Кривогаштани и Долнени, да направиме средба иницијална во Дебреште. Конкретно во ресторан во Дебреште се соберат 15 жени и прв пат да се покаже тој пример. Мислам дека навистина беше за восхит и едноставно идеја мажи и дзиркаја не му беше несвојствено. Мислам не само жените од Дебреште, туку беа и од Круше, од Бучин и од Бела Црква и од Долнени, а исто така и од Квина и од Здруженска, од Скопје беа дојдени и навистина тоа беше фасцинантна слика, 15-20 жени во ресторан во Дебреште да се види. Така да тука беа тие проблеми, па понатаму стасавме до моментот на немање на игралишта, каде што мајката или бабата ги чува децата да ги изнеси во текот на денот, каде што може да поминат време децата и мајките и бабите меѓусебно да се социализираат, да разговараат, да разменуваат мислења, да се собираат, па понатаму да стасаме до овој момент на немање на градинка или дневен престој каде што можат да бидат децата. Понатаму во Бела Црква, во Војани, во Бучин, како проблем беше немањето на автобуски постојки. Замислете, што за жените од градска средина тоа не е ни замисливо дека може би да биде проблем, бидејќи тие жени работат во фабриките кои што се отворени во Пелагонискиот регион и ги собираат со автобус за да одат на работа, меѓутоа немаат постојка каде што треба да го чекаат автобусот. Едноставно во 4 часот наутро кога сепак темно, да немаш автобуска постојка е навистина лошо нешто. И тие иницијативи ги покренавме, па за да стасаме до овие други изминатата година, сега се надеваме дека оваа година се уште не е завршен проектот и се уште сме во реализација на активности, се надеваме дека ќе постигнеме чекор повеќе и ќе придонесеме овој проект да биде пример и модел за проширување и во другите средини, бидејќи целта и одржливоста на секој проект се гледа точно преку тие иницијативи. Значи не мора да значи дека проект треба да има и треба да продолжува, меѓутоа од тоа што веќе се реализирало, се воспоставила пракса да се продолжи понатаму. Да, моделите се многу важни, а во случајот вие навистина сето тоа сте го направиле баш онака како што треба и јас се надевам дека резултатите нема да изостанат, затоа што мора да се менува нешто во ова наше општество. Кога ќе речам општество, нормално тука сме сите ние. Јас се надевам дека овие гласови ќе стигнат до општинските служби, до градоначалниците, до службите и дека гласот на жената конечно ќе биде слушнат, затоа што жената во руралните средини има многу големи капацитети, има многу големо знаење и треба тој капацитет, ако не е друго, локалната заедница да го искористи. И семејството, но и локалната заедница. А колку е возможно ова сето што вие сте го замислиле со проектот да се реализира, еве за крај од овој разговор? Возможно е да се реализира, но не оди така лесно и така брзо во пракса и на терен. Потребно е многу време, многу средби и многу вложување за стапување од сите страни. Значи, граѓанскиот сектор, но и општинските власти. Во овој цел циклус и овој цел процес, општините,
институциите беа отворени и транспарентни и сакаа да жените да бидат вклучени во сето, во целиот овој процес и беа вклучени, им дадоа глас на жените. Голем дел од нивните барања се ставени во програма, но се ставени и во буџет и веќе пола од тие се и реализирани директно на терен, што дава дополнителен поттик. Поентата е да не престаниме. Го почнавме процесот и ќе го продолжиме и понатаму. На патот да се соочуваме со многу пречки, знам дека ќе се соочуваме и понатаму, меѓутоа вербата во она што може да го промениме, со така мали чекори да направиме такви големи промени, мене навистина ми се мотивација за да продолжам понатаму. И сето она што го слушнавте и што го слушна слушателите од жените, да бидеме видени и слушнати, навистина порака која што мотивира да продолжиме и понатаму. И јас верувам дека само ќе добиваме и жените, всушност ќе добиваат поголеми успеси и чекор напред во сето ова. Како жена од рурална средина, од Прилеп, ви благодарам многу за искреноста, за иницијативите и се надевам дека жените не само во овај регион и повеќе во Македонија ќе постигнат она што имаат како цел, идеја и можност, бидејќи нивните капацитети, како што рековме, се навистина многу големи. Даниела Цветановска, Талија Петреска, благодарам за учеството во емисијата, ќе останеме и понатаму во контакт во однос на иницијативите кои што ги спроведувате и резултатите кои што произлегуваат од нив. Благодарам. Благодариме. Македонија го знае.